Meteo, Велес. Info Meteo Велес, 26 септември 2022 година, понеделнички нестабилно во поширокиот регион во Балканот, Средоземноморието, централните и јужните делови на Италија. Ова е моментална состојба некаде околу 13 часот. Значи централните и јужните делови на Италија силно невреме, нестабилно во Црна Гора и Албанија. Еве можеме да видиме постепено дека жолто и црвена боја има во Црногорското приморје, ки има значи силно изразено нестабилно време, северните делови, централните делови, западните делови на Албанија исто така нестабилно време, делови од Косово. Еве гледаме доста црвена боја, виолетова боја ќе има во Албанија, значи се очекува изразено силно невреме во северните, централните делови во Албанија. Јонското море, крајбрежното делови на Албанија, делови од Грција исто така се очекува нестабилно време. Нестабилното време значи од запад и југозапад оди кон исток, североисток и исток, па ќе ги зафати Косово, потоа со текот на вечерните, ноќните часови утрешниот ден и делови од Србија. Се разбира дека нестабилно време со појава на локални непогоди и поголемо количество на врнежи од дожд ќе ги зафати и деловите од Македонија од почетокот најпрво во западните делови, веќе во попладените часови е на граница да речем, веќе ако можеби и започнале првите слаби врнежи во западните делови, северозападните делови од државава, а потоа ќе се прошират и на останатите делови од државава. За тоа ќе погледнеме во друга видеоанимација. Значи на самата граница веќе и има започнато одредени нестабилни процеси во државава, во западниот дел од државава. Значи Тетовскиот, Кичевскиот регион потоа ќе се прошири во текот на попладневните, вечерните, ноќните часови скоро на секаде во државава. Ќе има врнежи, некаде појаки, некаде ќе бидат послаби врнежите. Ќе има и изразено појава на умерен, некаде и засилен ветер. Врнежите за кратко време може да има и пороен карактер. Значи гледаме во западните делови, потоа западните делови постепено значи или цела држава. Значи ќе има и во Кривополанечкиот регион, и во Струбичкиот, и во Кочанскиот, Радовишкиот регион, Кавадаречкиот, Прилепскиот, Битолскиот регион, Охридско-Преспанскиот регион се очекува врнежи исто така. Поголемо количество во западниот дел од државава, ќе има врнежи и во Скопскиот, Комуновскиот, јужно од Скопскиот регион према Велешкиот регион се очекуваат врнежи околу Велешкиот регион, па и во Велешкиот регион во текот на вечерните и ноќните часови. Нестабилно значи на повеќе места во државава. Гледаме црвенкаста боја, значи тоа кажува дека ќе има доста изразени поројни врнежи во текот на ноќните часови, во текот на утринските часови во западниот дел од државата, потоа ќе се преместат и во североистокот и истокот од државава. Значи сината боја послаби врнежи, зелената боја појаки врнежи, жолтата уште појаки врнежи, а дорека портокаловата и црвената изразено нестабилно време со поројни силни врнежи. Подоста ќе ви прикажам и колку би било количеството на врнежи. Се очекуваат исто така во текот утрешниот ден нестабилно време, каде што ќе има и грмотевици. Значи утре ќе има и доста поизразени грмотевици. Еве југозападниот дел некаде Струшкиот, Охридскиот, Ресенскиот, Преспанскиот регион, Кичевскиот регион ќе има грмотевици. Силно изразени грмотевици се очекуваат и во централните делови, јужните делови од државава, потоа Радовишкиот, Струмишкиот регион доста изразени грмотевици ќе има. Радовишкиот регион тука е блиску Плешковица, помеѓу Радовишкиот, Кочанскиот, Виничкиот регион, Делчевскиот регион, Кривополанечкиот, Беровскиот регион ќе има изразено нестабилно време, грмотевици, ќе има и врнежи. И во Велес исто така ќе има грмотевици и околу Велешкиот регион. Ете такво би било времето што се очекува во текот на попладневните, вечерните и утрешните часови во текот на денот вторник. Сега ќе ви прикажам и колку би наврнало дожд најмногу ќе има во западниот дел од државава.
Еве гледаме каде најмногу би имало наврнато дожд акумулацијски за, да речеме, попладневните, вечерните, утринските часови, па и среда нешто во препладневните часови. Најмногу дожд би имало во западните делови државата, некаде над 50-60 литри на метар квадратен. Значи, тоа е некаде околу Гостиварскиот, па Тетовскиот, па Кичовскиот регион, Дебарскиот регион, Охридско-Струшкиот регион би наврнало повеќе литри, некаде над 30 на литри би наврнало, па може би и повеќе ќе наврни во тој регион. Над 50 на литра може да наврни. Потоа доста би наврнало и во Кривопланинскиот регион, некаде над 40 и повеќе литри. Околу 40 на литри би наврнало и помеѓу Струмичкиот, Радовишкиот и Кочанскиот регион во реоните на Плячковица, потоа околу Беласица. Би наврнало и во југоистокот, за сега покажува не кој знае колку врнежи, меѓутоа и таму ќе има проврнување, ќе има доста врнежи, некаде 10 на 12 па и 20 на литри би наврнало дожд. Тиквишијата исто така би наврнало дожд, некаде околу 15 на литри. Скопскиот регион во текот на вечерните часови ќе има наврнување на дожд и околу 15 литри сигурно ќе наврне дожд. Потоа Велешкиот регион, западно-источно од Велешкиот регион и јужно од Велешкиот регион, па и во Велес реков дека е можно да има врнежи од дожд, како во вечерните, ноќните, така и во текот на утрешниот ден. Но во текот на утрешниот ден реков ќе има повеќе грмотевици. И исто така да кажам дека температурите ќе бидат во постепено опаѓање. Еве зборква да кажам и за брзината на ветерот. Што се десува за брзината на ветерот? Ќе биде умерен до засилен на моменти и силен ветер. Гледаме дека понекаде ветерот ќе достигне брзина и околу 65-70 па и над 70 км на час. Опште по лето Штипскиот регион, помеѓу Кочанскиот и Струмичкиот регион доста засилен ветер. Југоистокот над 50 км, околу Велешкиот регион брзината на ветерот би достигнува некаде околу 25-30-35 км на моменти и над 45-50 км на час. Реков тоа ќе биде на моменти во текот на вечерните, ноќните, во текот на утрешниот ден. При Лепскиот регион ќе има доста засилен ветер. Потоа југозападниот дел, еве гледаме дека ќе има засилен ветер 50-60 км Охридско-Преспанскиот регион. Ете такво ќе биде времето, значи што се однесува за наредниве ден и пол, значи тоа ќе биде во преодна фаза. Делумно стабилизирање на времето се очекува во среда. Значи се очекува среда делумно стабилизирање на времето, но потоа да кажам дека во текот на следните денови, потоа од четврток па петок, сабота, така ќе биде променливо, нестабилно време, ќе има и сончеви периоди, но ќе има и појава на локална нестабилност. И пораст на температурите ќе има некаде во текот на следната недела и крајот на оваа недела температурите ќе бидат во пораст. Ќе се искачат можеби и до 28-29 степени. Ете толку од Метео Велес. Попрецизно дадов прогноза, значи за попладневните вечерните часови, во текот на ноќните часови кон вторник и во текот на утрешниот ден вторник. За понатаму здравие, да сме здрави и живи. Секој добро. Метео Велес.